Да, луѓето власните на детски играчки не ќе ги забране концерта. Може да се каже на скалички. Можете слободно да се качите и да снимате. Не, знаеш се купил. Сакате кратко објаснување да ви дам? Овде. Прво нека фатат слика. Ајде нека фатат. Нека фатат слика, па ќе Само пази да не падне некој, после ќе одговараме и за вас. Молим вас, стварно. Абе не ме снимаме. Бејете ми. Да, пазливо. Дай. Сето тоа е има на меѓународен документ кој сме подписници ние до држава АД Охис е во стечај и при објавување на тендер за продажба на имотот на АД Охис објавен е и тендер за чистење на 11 за останати хемикалии во АД Охис во стечај, затоа што купувачот на АД Охис во стечај треба да купи чист објект со и чистени хемикалии. Ние конкуриравме со уште една друга компанија, не знам од каде беше, и го добивме тендерот, дадовме најдобри услови и го добивме тендерот. По тендерот беа пропишани строго условите дека сите хемикалии предмет на проектот треба да бидат изнесени надвор од Македонија и дека компанијата која ќе учествува на тендерот треба да има или лиценци за управување со таков вид на опасен отпад или да има склучен договор со компанија меѓународна која има такви соодветни лиценци. Ние ги исполнивме сите тие услови и го добивме тендерот. Со кого го склучивте вие договорот? Ние договорот го склучивме со АД Охис во стечај, со стечајниот управник по решение на судот. Дали имаше некој што ви даваше инструкции од еколошки аспект? Да, имаме склучено договор со консултантска куќа, лиценцирана за справување со опасен отпад. Од првиот момент соработуваме со нив и тие ни изработија елаборат и сите процедури ги спроведуваме по нивни упатства. Која е таа? Ова што се случува дека беше согласно елаборатот како инцидент, како... Да. Која е фирмата? Екомозаик. Фирмата се вика Екомозаик. Домаш каде? Домашна македонска фирма. Лиценцирана за справување, за консултации за справување со опасен отпад. Значи тоа е консултантска куќа. Вие прв пат се нафаќате за вакво зафат? Ова е прв ваков проект по Македонија. Значи никој нема искуство со ваков отпад затоа што е прв ваков проект. И ние исто прв пат работиме со ваков проект, со ваков отпад. Не е само метила акрилатот, ќе ни кажете ли нешто повеќе за останатиот отпад со кој што вие треба да работите, да го исчистите, има еден од најопасните рековте тука. Значи се работи за 11 видови на отпад, распоредени на повеќе локации кои се оддалечени една од друга повеќе од километар и пол. Еве имавте прилика да видите. Во тие 11 видови на отпад спаѓа како најопасни се хлорот и винил хлоридот. Хлорот е веќе отстранет и е надвор од Македонија. Другите 9 се спаковани и овде спремни за извоз овде во магазинот што го видовте позади, по сите меѓународни прописи, по Базелска конвенција и во најскор момент чекаме да добиеме конечна дозвола за извоз, бидејќи дозволата опфаќа 7 земји, низ сите земји кај што поминува. Крајна дестинација е Швајцарија. Во моментот кога ќе добиеме дозволата, почнуваме со утовар и со изнесување на тие опасни материи. Количините, кажете. Цистерната, со конкретна количините досега спакуваните количини се негде од 65 до 70 тона и останува едно од најопасните жаришта, тоа е цистерната со винил хлорид, за која се уште немаме конкретно решение, затоа што во летниот период кога добивме решение за елаборат од Министерство за екологија, веќе беше јуни месец. Меѓутоа на такви високи температури над 20 степени не е препорачливо и законски не е дозволено, не само што не е препорачливо да се оперира со таков вид на опасен отпад како што е винил хлоридот и ние еден од нашите потенцијални партнери од Германија, Холандија и така натака кои ги контактиравме, не сакаше ни да дојде да прави увид, а камоли да прави преточување. Се додека не се направи увид, преточување во специјални садови и не се знае точна количина, не можеме да почнеме постапка за добивање на нотификација, тоа е дозвола за извоз и согорување. Само два
инсинератори, тоа се печки што согоруваат опасни материи, во Европа согоруваат винил хлорид. Затоа што винил хлоридот во Европа е очистен пред 30 години и веќе никој нигде го нема во употреба, дури инсинераторите не поседуваат такви специјални филтри за согорување на винил хлорид. Посликовито, ако не дај Боже. Овде има 40 степени. Овде имаме, значи... Не, што би можела да биде хаваријата? Ова само да ви го потенцирам. Ние во смисла на безбедност имаме преземено 24 часовно од добивање на проектот, 24 часовно чување со физичко обезбедување на цистерната со винил хлорид и постојано ладење. И постојано секојдневно мерење и извештаи пишуваме секојдневни, за да видиме дали се случува некаква хаварија кај винил хлорид. И досега, фала Богу, се нема случено ништо. Цистерната, да. Среќа не чувала изминатите повеќе од 30 години? Не можам да замислам што ќе се случило минатите 30 години, кога немало никакво обезбедување и кога немало никаква контрола. Посебно последниве десетина години, кога се растури компанијата АД Охис и кога е пред да дојде во стечај. Тоа би можело да биде и хаварија на ниво на Скопје? Да, секако. Дали сите испарувале? Дали сите испаруваат и сега? Вие велите дека сте задолжени за 11. Да, дури ги препознавате веќе мирисите. Да, ги препознавате. Значи, тие што се веќе спакувани, што ги видовте таму, во специјални АДР буриња, тие веќе не испаруваат. И тие се безбедни, можат да стојат тука и со години. Имаме систем на ладење во магазинот, мерење, мониторинг и тие можат да стојат со години, тука безопасно. Све друго што е надвор на атмосферско влијание и испарува и може да дојде до несакани последици, мирис, труење и така натака. Не сум толку експерт за да можам тоа да ви го објаснам. Пред да се нафатите со ова, знаевте ли точно со што се ќе се соочите? Па искрено да ви кажам, осим со проблемот за винил хлорид, другите проблеми ми беа познати, затоа што се консултирав со повеќе компании што веќе го работеле тоа надвор од Македонија. Меѓутоа, винил хлоридот, пак потенцираме, хемикалија која веќе 30 години ја нема нигде во Европа и не знаев што точно со какви проблеми ќе се сретнеме. Сега ми е јасно, доста комплексен е проблемот, меѓутоа се надевам дека успешно ќе го решиме. Веќе со две компании имаме сериозни преговори и во наредниот период мислам дека успешно ќе го решиме. Значи ли ова апел за помош до властите доколку Можеби вклучување запне работата со винил хлоридот? Па да бидеме да не се случи како ова на време да се Не би требало, меѓутоа нема да ја направиме грешката како со претходните хемикалии. Јавноста ќе биде навремено известување за сите активности околу винил хлоридот, за да не дојде до несакани узбуни, нели? И јас се надевам дека договорот треба да го продолжиме уште на неколку месеци за да го решиме винил хлоридот, затоа што потенцирав преска, во летните периоди не бевме во можност да превземеме никакви активности, а сега во овој период е поволно и мислам дека во наредните неколку месеци ќе го решиме.